време на Илинденското востание, селото Цапари представуваше еден од центрите на револуционерната организација во Битолскиот вилает. Тука иделе и работеле повеќеми на видни македонски војводи, се зафаќале и се решавале низа востанички акции и сраженија, а за се тоа на својот нем, но сугестивен јазик зборува денес и споменикот што се наоѓа на сред село, посветен на илинденците и на цапарчаните борци од последната револуција на југословенските народи. Михајло Кукуновски од село Цапари е соговорникот и раскажувачот на оваа наша емисија. Тој ќе ни пренесе дел од она немирно време, кога Цапари не знаело за сон и починка, кога неговите жители наместо кон рало и мотика биле принудувани да се пружат кон пушки и патрони, за да си го сочуваат името и се она што на тоа наше име му припаѓа. Кога дојде наредба во 903 година да се секој да се спреми пушка и вишеци. Некој се пригодија, некој не. Имаше 4 луѓе. Нема пушки до онај земено. Му се ветил некој турчин од Рамна, од не знам кај бил. Дајте ми пари толку, рече, јас ќе ви дојса пушки, рече. И ти му дава пари. Еден ден пред Ѓурѓевден беше. Дават пари, утре рече да дојдете овде на ова место, рече да земете пушките. Тој не пушки, дојде да каже битора на турците, на кавалеријата, на вилја место така и така. И на утрината на Ѓурѓевден, на ден Ѓурѓевден. Дојде од битора кавалеријата под село долу, кај што беше местото за пушките. Кој да луѓе по пушките, кога гледат кавалеријата низ поле спривили јаскерот. Овие почна да бегат прогоре. Говати еден во линијата, Петар го вика, го цепа. Овие уште тројца бегаат прогоре. Еден говати ја под село дека кај на чешма, глата му толку камен на камен, Гоше го вика. Се тако на Ѓурѓевден како бја народот црква, и почна да бега од село угоре во планината. Јас бегав, не други. Бегаме, ние се пикнем во коријата, а едни што зедо порака, калето угоре што зедо, таму тие што има пушки, се бија, цел ден се бија со турците. И сврши амуницијата нашиве и степа 13 миња и 20, 15 миња и степа тогај. И па тие в село што бја, и од куќа на куќа, баш бузук од ременчарите, кај рамене, кој што знаеа куќиве, и затворија во една племена кај Црцови ондека, некои 50-60 души, не некој кубја. И кога дојде се не битола револуција, стана, за остание да кажам, кога дојде револуцијата во битола, ето еден кавалерист, што грабењање, дојде, каза на Аскерот додека на големиот, да кажеме, од тие че војската да се урните, че одгоре, че ти револуција стана битола, рече. И трубите за свирија се урна војската одгоре. Тие што бја сега затворниците и забра. И тера затвор. Еден го отепа под превалец. Аца го вика. Стија се и затворија затвор. И лежа, што лежа, затвор, неколку време лежа, и забра Дијарбекир ти терат. И терат Дијарбекир, тие што бја постари некој по патот изумрја, некој тамо изумрја,
И ще останаат ама по некој година сетне дојдоа тие 90 дена и терале пешки. Тие ще останаат што дојдоа, кажува тие. Сетне на Петроден. И на недела беше пред Петроден. Ѓорѓи Сугаратио беше, во малата наша беше. Научија турците, некој шпионаж му каза. Научија турците да имат Ѓорѓи Сугаратио цапари, одма да го срдиса селово. А рама ко научија тие, побегна прогоре, в Корија. Побегна в Корија прогоре, едни седов десно, други седов влево. Еден поп имаше, дебел беше, не можеше дојд и следо прво в река. Во реката слего. Слего во реката, се бија што се бија со турците таму, сврши емуницијава нашиве, сврши емуницијата и ватија живи и степа таму, корне му брави, мустеки корне му таму и степа 10 мина. Това и степа. То се сврши. Сетне, 3-4 дена беше пред Крстовден. Имаше во Пелистер 97 души кумити бја. Ко научија Астеровоти, турците имат кумити горе, пуши 16.000 војска околу наоколу вака да заобиколат Пелистер го да ја тепаат. Беше се тепа, се за бајлето, кога ја прогоре да му носа леп на горе, видо турци горе оздола идат. И кога видо турци оздола и отворија палба, отворија кумите го, 97 души бја. Се бија што се бија, цел ден се бија. И најсетне, вечеринката, кога зајде сонце, сврши емуницијата. Кога сврши емуницијата и почина со камења да се бијат. Од позициите врле со камење, тие лази турците по стените вака, тие врле со камењето. Кога се замрачи сетне, видоат од тивата живи и почна, војводите му рекоа, бегајте, че кој како знаете, рече. Кој излегал се не од позициите, се измеша со турците вака, се измеша. Се измеша со турците, кој од стена падна со тепа, кој ја тепа турците, кој ранет беше некој, кој остана жив, си дојдел в село, ноќта. Тие што са нагоре, кој ранети, кој тепани, цене на утрената ко Сопдена, Астерот тамо што беше, и најдо некој ранет, го дотепа. Астерот сурна долу се недента. Сурна долу дента, ојде од другиот ден стеланиве се да си бараат кој син, кој татко, кој друго да си бараат. Најди двајца, втори еден отиден со камен од една страна, некој и сам бил со камен ќе страна. И така, и сетни ме стрико јас, еден брачен мој, 18 години беше, Коле го вика. Поминах пред портата наша, тој од десна страна беше каменот, од лева страна беше тој торен. Имаше една мајка стара, која викна, че излезе море стара мајко, да го видиш, че твој внук, рече, таа слепа беше чора. Јас се зедов за раменци, ела бабо, реков, да го видиш внукат ти, реков, таа го граби. И однесна реков и закопа. Михајло Кукуновски во виорот на илинденските борби бил уште недозреано момче и формално не носел пушка в рака, ниту пак и припаѓал на некој од востаничките чети што шетале и се бореле низ овдешниве планини и суводолици. Но сепак, матежот на времето го талкаше и него тамуваму низ суштината на настаните, и во својата се уште негибната психа тој ги пластеше тешките впечатоци на животот и првите сознанија што кај него ги создаваа поимите на борбата и на слободата. Меѓу сите тие настани и впечатоци, во сеќавањето на Михајло Кукуновски најпотресно е забележено клањето на неговите блиски и пријатели во Грција, кога не можеше ништо да стори за да го спречи тоа нечуено недело, кога не можеше да биде ништо повеќе освен нем, вџашен свидетел на ужасната смрт на своите соселани. година, 906 година беше. Есента, како чуја тужари од Солун, со пари ќе му дадеа по 5 лири на човек, да свој да си плаќат парите у Катерином.
Ојдеме сега Катерино есента, кај Митровден, по Митровден некој беше. Ојдеме Катерино, работаме, зимата што работаме. На 12 февруар по стари календар дојдо во еден синор што бил се, Петроманатец се кажеше тој синорот, имаше тамо две манги и на вечерина дојдоа тие грците, врза рамо со рамо, јас таткото, овој синот до мене, другиот татко, другиот син, тројца таткови, тројца синови. И врза рамо со рамо вака. И седна пред колибе вака и се иседнале, кламо околното вратот, заколи го. Крвта прска на детето, пиштат. Детето го стават, го земеат другиот татко и не го заколваат. Тројца изаква, еден па Симче се го вика, му наведе вратот и во плештите го издупија со камите, стана четворица убити тука. Имаше 20 други нејгимнатија и отресаат децата, тие од таткој му, овие отепаните што беа отепани веќе, заклани. А и се кај нас кидат во други синор беме, далеко беше, Кожамите беше далеко. Дојдо на полноќ. На полноќ дојдо. Ете има душ еден жив, омо дека не го викнем его да знаете ја. Само јас сум жив и еден Битола и овој. Оставам другите си изумреа. И кога дојдо у колибата, тројца беа врзани и врза, рамо со рамо, и врза. И кидат сега на другото колипче. Овои врзаните оставаат кај чешмана, да не се бунат тамо да се видат врзани. Дојдо на колипче тамо, двајца беа и едно дете. И врза рамо со рамо. И тераат се и замешаа во врзаните. Ајде се кај нас кидат на колибиве, 4 колиби на место. Врзаните оставаа во долище долу. А па тие дојдо грциве, кај колибиве наши. Ајде рече, излегувајте рече. Чој ме рече до село, но нека рече, ќе дојте, ќе ојме тамо и ќе се дојте рече. А на мене ми текна, реков, овие што и врзваат, реков, рамо со рамо, реков, не се зарно, реков. И јас се обум на вјасина. На вјасина се обум во пинчијата, гончето нараву вака, и да го од колиба, кај врзаните. И реков, ќе бегам, реков, од да не ме оневати мене. Ми се пушат грците, по грчи мене, пупаше, че гамото мана фургана, че ми кара мајката мене. И јас никаде ревнода, реков, да затилок мене ме дојшла во врзаните, кај стрича имаше и врзва. И врзат ја стегна со ортомите, и сега чудат, одгоре вака беше местото, кај другите, кај врзаните, и замеша со врзаните заедно тамо, што беа во дерето. Сега имаше на колиба други, и на колиба друго имаше 20 вујчи имав тамо јас, и 20 други браќа беа колибата, врзаните и остаа по нас краја, ојдат и врза, четворица да рамо со рамо и врза. И дојшла се неврзаните оздолу, и пикна в колиба ситичките. Пикна в колиба, му бара ножија, сатови, пари му земат. И изваја 5 мина сега надвор, врзани, рамо со рамо. И врзана, и му викна, ди сечат, со ножовите ди сечат. Му се скрши еден нож, чкилено му скрши, оука беше тој пусти нож. Му се скрши, пухејте, чекурија, секира, че кај имате, ја најдел секирата до колибата и со секирата иструпија 5 мина. Иструпија. А ја седе двајцата ќе вадат, тие што беа во колипче врзаните вака, што беа двајцата, ќе вадат, ними да тепат, а Рома не му најдел пушта ноже. Кој да како вака, сврти раката, тек на ортомата, ја прејпе ортомата, ама пак врзани рацете. Само еден оден да се одделат. И кога излазат од вратата, вуф, во дерето. Побегна во дерето тамо и тој гргр пушките по ними не ја удрија. Еден понапред побегна, други поназад остана, се најдо горе долу полу, се најдо еден со други, се одврза. И право одат Катерино сега да кажат, научумат на турците да кажат. Кочуме ние пушките ме каршите близу ме ние. И вела на децата, брево, бујте се, реков, ти реков, овие ќе тепар овие луѓе. Ама што му чина да ќе тепар? Брево, бујте се, не. Кочуме пушките, и јас кој што бев со гунчето, ја летнаме да бегаме, снег, турва. И на педа снег имаше вратом.
И децата сите по мене. Кој обуено, кој босо. Бегаме во едно дере, така че во ни месте, така кришно место, децата плачат. 9 години дете беше едно. Ете во Америка тоа е така. Кога ојдеме во едно место така, јас тоа гунчето го послав на снегот, се собраме 6 деца вака, купче се собраме. Кога слушам одгоре, тупуту поем брег, трча нешто, и ние, контака, раком му ти грците пак по нас, деца да ни отепат. Кога дојде 500 по нас, и па се собраме деца во ние. И го на гунчето се тиштиме вака, волци вијат по планието корна. Имаше едно колипче тука над нас, ојете, реков, ти реков, ојете тамо, реков, за да видите ли се земени, реков, тие двајчета од колипчета или не, и да дојде да ни кажете. Кој да тамо, земени се рече, 2 деца нашле тамо во колибата. И се собраме, ние 8 деца се собраме во колибата, се грееме вака на живожарицата, се тиштиме, се плачиме, кој за татко, кој за стрико, кој за... И сега наврата кламе, по еден стража се менуваме, да не дот грцеме по колиби и да ни тепа децава. И едно дете беше од гато, беше него во Охридец сега. Тоа стража излезе на вратата. А не рече грците, рече ни себа, мајка да рече, не рече, ќе ни отепаат, рече израз. И јас не видам за право. Беше обзорено малце пропелено. И кога чуваш така, кога живеат добрата, гончето да каже, тие 7 деца по мене, бегаме, дојдаме до едно долиште долу, кој ни пречака на река, голема пелика се каже пуста река. Реката треба да се цапат. Ама дрво и камен носи, врби тркалат реката. Ојме сега ние, право Катерино име. Кој идеме Катерино, над Катерино, кој што казане на турците, оти така и така се направи катастрофа. Ете го аскиро турците оздола идат и пречакаа нас 8 деца во ливањето. Ај ми велат, ти еден брачен мој обителе тој. Те се вратите да ни кажете кај се тоа тепани луѓето. Ама не фенди моли, јас на колена паднав. Немојте да сторите јас да крекам. Ние сме уплашени, ние сме главни, како било уморени. Ај се прогонија по турци, ај бегајте рече. Ојдеме Катерино и најдоме тие двајцата што куртулија. Ние плачи, тие плачи, кој за татко, кој за вујко, кој за стрико, плачиме. И така, аскерото иде горе сега, да видат кај се тепани, го зема ножот, скршен наукав беше до ножот, јатан. Го зема ножот, го дојшла на Беледија, у Катерино, кај турците тамо на судот. И другиот ден сега насуд ни вадат сега. Какви пушки имале, какви капи, какви опинци, тие го ми рече. И пушко, или тој ножот кладе на масата, окрваен се тој ножот. Ни спитаа така, како што ни спитаа сите, ај, другиот ден се ни забреа под стража, ојдеме во едно село на вечерта, Колендро се кажеше, и од таму ни дојшо, до Битола ни дојшо под стража. Тој имаше да каже јас. Тоа имаше да го каже Михајло Кукуновски од село Цапари, денес мирно и трудбеничко село, во подножието на Пелистер, покрај кое тече брзоплетата студена Цапарска река, село што е свртено кон себе си кога станува збор за екзистенција и секојдневен поминок. Тоа како да продолжува да го раскажува и скромниот споменик поставен на сред село, каде што ќе помине патникот намерник и ќе се запре пред тој сирово изделкан камен, за да ја разбере, за да ја сети, за да ја понесе во себе судбината на сите оние цапарчани што во метежните времиња на Илинденското востание останале со лицето свртено кон земјата, кон истата онаа страдна и намачена земја, од која што со својата смрт направија историја.